Од околу 400 лица со попреченост кои што беа сместени во специјалните установи во државата. Половината веќе живеат во мали групни домови и стамбени единици, а останатите 200 ќе добијат своји домови до крајот на 2024. Се разгледуваат неколку опции како мал групен дом или пак живење со поддршка на заедницата. Отворени се повеќе од 15 стамбени единици, каде што лицата со попреченост добиваат 24 часовна поддршка, нега, психосоцијална поддршка, здравствена поддршка. И ако ги гледаме од денешна перспектива, навистина гледаме дека гледаме среќни лица, гледаме лица кои што се слободни и располагаат со своето време, сами одлучуваат што ќе прават, сами одлучуваат како ќе се дружат. Во резиденцијалните установи нема веќе малолетни лица. Остануваат да се сместат уште лицата од Бања Банско и Демир Капија. Засега од Банско во посебни стамбени единици се сместени 12 лица. Тој процес продолжува. Денес исто ќе го посетиме Завод за рехабилитација Бања Банско, како Министерство продолжуваме со разговорите со стручните тимови во Заводот и со корисниците кои што се сместени во Заводот, за да сите останати 45 лица ги префрлиме во стамбени единици со поддршка на живење во заедниците. Деинституционализацијата треба да овозможи подобар и поквалитетен живот на лицата со попреченост, но и нивна поголема вклученост во животот во заедницата.